Здраво на сите, еве сме веќе на 15-то видео, 15-то туторијал и денеска ќе позборуваме малку за функции. Како што знаете до сега, целиот код што го пишувавме во оваа main функција, но никогаш не позборувавме за тоа што е тоа функција. Докато отворите на Google и побарате дефиниција за што е тоа функција во програмирањето, ќе прочитате дека тоа е именуван дел и одделен дел од кодот кој што извршува одредена задача. Па да ја разгледаме најпрвен структурата на main функцијата. Најпрвен имаме нешто што вели статик. За ова статик ќе позборуваме во некој иден туторијал за да не ве збунам уште сега. Значи ова го игнорирате сега. Сега ќе го изучам па ќе го вратам. Значи вака изгледа една функција. Значи имаме void, тоа ни е тип што ќе ни враќа функцијата. Void значи дека функцијата ќе ни враќа ништо, значи празно. Оваа функција main не враќа ништо. Наместо void исто така може да имаме integer, тоа ќе станува збор за функција што ќе враќа цел број, може да имаме string, може да имаме float, може да имаме double, може да имаме boolean и така натаму. Значи оваа функција не враќа ништо. Void. После типот кој ќе го враќа функцијата, го имаме името на функцијата. Оваа функција се вика main. Значи наместо ова може да имаме тест, Никола, било што. Потоа во мали загради пишуваме параметри кои може да ги приема функцијата. Може да има параметри, може и да нема параметри. Оваа функција, што гледате, има некои параметри. Потоа, се што е помеѓу овие загради ќе биде дел од таа функција. Извинувам за телефонот. Ајде да пробаме да направиме една нова функција. Ќе го вратам ова статик. Значи, повторно ќе во овие примери повторно ќе го користам статик, бидејќи без статик моментално кој што ни е програмата нема да не работи. Ќе напишеме нова функција. Ќе биде исто тип void и ќе ја речеме, ќе ја крстиме се вика нова функција. Сега параметри оваа функција нема да прима. И оваа функција што сакаме да ни прави е да печете некој текст. console.writeLine и ќе пишеме поздрав од нова функција. Издаваме букви изгледа. Функција. Едно смарене вред. Добро. И исто име функција да сакам да ни печете нешто. console.writeLine поздрав од main функција и едно тажно смарене ќе има. И ајде да пуштиме програмата да видиме што ќе се случи. Дали ќе ни се испречи само ова, дали двете, дали само ова, дали ништо и зошто е тоа. Пуштаме. Ова ни е ова. Поздрав од main функција. Што гледаме, ова го немаме никаде. Па зошто е тоа така? Кој што рекавме за main функцијата, таа е функција која што се повикува прва кога програмата ќе се стартува. Значи ова функција е специјална функција која автоматски се повикува. Значи кодот од некаде мора да започне. Целиот код во секоја програма што ќе пишуваме и сега и во иднина ќе започне од некаде. Почетокот на таа програма е токму оваа main функција. И кој што видовме ни се испечети само ова, а ова го немаше никаде. Тоа е бидејќи ова функција не ја повикуваме никаде. За да ја повикаме функцијата и да го видиме ова испечатано, треба тоа да го направиме, да речеме овдека. Значи како правиме повик на функција. Пишуваме името на функцијата, нова функција, отворена затворена заграда и точка запирка. Доколку функцијата имаше некои параметри, тие ќе ги пишувавме помеѓу овие загради. Значи доколку функцијата примаше параметри, тие ќе ги пишувавме овде. Ајде да видиме што ќе се случи. Како што гледавте, и двата ред текстни се испечатија. Поздрав од main функција и поздрав од нова функција.
Ајде да пробаме на оваа функција да додадеме некој параметар. Речеме ќе ставиме параметар од тип string. Како го правиме тоа? String и да речеме ќе го крстиме параметар. Добро, што гледате, имаме веднаш грешка. Да кодираме тоа и читаш тоа грешката вика дека функцијата прима еден параметар. Значи параметар и сакаме оваа нова функција уствари да го печати тоа што ќе го пратиме како параметар. Значи параметарот го праќаме и го користиме да речеме еве овдека. Значи велиме правиме функција со еден параметар и функцијата задача е да го печати тој параметар. Значи кај што ја повикуваме функцијата, сега вели дека сака параметар. Значи ајде ќе го направиме вака. Направиме една променлива тип string која ќе ни биде ствари самиот параметар. Речеме текст нека биде еднакво ќе пишеме поздрав од нова функција со параметар. Точка запирка и овој string ќе го пратиме како параметар на оваа функција. Значи кога направивме функцијата, рековме дека прима параметар string и мора да ја пратиме string. Не може да го избришме бидејќи функцијата бара таков параметар и мора да ја го пратиме. Save. Run. И кој што гледате, ни се испечи тој текст го пративме како параметар. Значи креираме привремена променлива и ја именувавме текст и ставивме да има вредност поздрав од нова функција со параметар. Тој параметар го пративме на функцијата и самата функција рековме дека задача е да го печати тоа што ќе го пратиме како параметар. Исто така, наместо да креираме привремена променлива, можевме овој текст директно да го пуштиме тука и ова да го збришеме. И докато стартуваме програмата, резултатот треба да не биде идентичен како претходниот. Како што гледате, тоа е баш така. Ајде да пробаме да направиме уште една функција. Да речеме ова ќе враќа интеџер. И ќе речеме вака статик. Рековме, сега ќе го користиме ова статик во иднина, ќе го сврлиме. И рековме сакаме ова функција да враќа интеџер или цел број. Пишуваме int. Ќе ја крстиме функција која враќа број. И да речеме, ајде да речеме дека ова функција сакаме да ни враќа збир од два броја кои што ќе ги пратиме. Значи во овој случај ќе собираме два броја и функцијата треба да приема два параметри. Int параметар 1, int параметар 2. Значи оваа функција која што рековме, првата примаше 1, ова ќе ни прима два параметри. Внатре ќе направиме нешто вака. Ќе направиме уште една променлива нова, привремена. Ќе ја крстиме збир. Збир е еднакво параметар 1 плюс параметар 2. Точка запирка. И сега рековме функцијата ќе враќа нешто, враќа интеџер и мора да ја вратиме. Враќањето го правиме со зборчето return збир. Точка запирка. Што гледате се е во ред. Овој повик сега ќе го скоментираме. Добро. И ќе речеме да ја повикаме оваа функција. Функција која враќа број. Пишуваме името на функцијата, отворена заграда. И како што гледате ни вели параметар 1, параметар 2, двата се интеџери. Да речеме сакаме 1, ставаме запирка и вториот параметар ќе ни биде 3. Сакаме да врати збир на 1 и 3. Наместо директно да ги пишуваме овде, можеме како претходно да направиме две променливи. Int a е еднакво на 1, int b е еднакво на 3 и наместо 1 и 3 да ги пуштевме a и b. Значи, тоа е тоа. Докато стартуваме програмата, нема ништо да ни се испечати, бидејќи
збирот никаде не го печатиме. Како што гледате, има само поздрав од main функција. Ајде за тоа да ја искористиме претходната функција. Или ајде најпрво да ја преименуваме оваа функција. Да речеме нова функција, ќе крстиме функцијата да биде печати. Печати, ќе прима параметар текст и велиме ќе го печати тој параметар текст. Ќе избришеме се. Да не се буните. Значи преименувавме првата функција што ни беше нова функција или како и да се викаше, да се вика печати и баш да ни прави тоа што сакаме да печати. Прима еден параметар текст и самата функција го печати тој текст. Ајде да ја преименуваме и оваа функција. Значи можам да направам и descent click rename. Да речеме збир. Добра, и преименувавме и таа функција. Параметрите нека ни останат, да речеме. И сега ќе направиме нова променлива. Ќе ја крстиме int збир, точка запирка. Ќе одиме по полека, за да не се збуниме, и ќе пишеме збир, променливата збир, не функцијата. Ова променлива збир е еднакво на, и ја повикуваме функцијата збир. Функцијата збир. Значи следете внимателно. И кои се параметрите? Сакаме збир на 1 и 3. И значи кога ќе се изврши оваа функција, бидејќи враќа, ќе пресмета резултатот и ќе го врати збирот на тие два параметри што сме ги пратили. Збирот на 1 и 3. 1 и 3 е 4 и вредноста на оваа променлива збир ќе биде 4. Ајде сега и да го испечатиме тој резултат. Ќе речеме печати и функцијата прима во овој случај бара string. Ние имаме збир. Пишеме збир, збир интеџерни, како што гледате се збуни, точка, и може да речеме toString. Ова функција што ќе ни направи е, ова променлива ќе ние направи да биде string. Значи, од текст ќе ни го направи string. Save, run. И кој што гледате, ни се испечати 4. Може да пробаме да направиме и уште една функција, да речеме, нека биде од тип boolean. Static bool. Што сакаме да ни враќа оваа функција? Да речеме дали збирот е поголем или помало од 0, да речеме, ајде малку смешно. Проверка на збир, да крстиме. Проверка на збир и да рековме параметар ќе прима integer int. Проверка, ајде нека биде проверка на број. На број. Int и број. И сега внатре може да речеме ајде ќе направиме повторно привремена променлива bool проверка точка запирка if број е поголем, да речеме, или еднакво од 0, проверка е еднакво на false. Не, true. Тоа е името на функцијата. Дали број е поголем од 0? Ајде се вика така. Проверка, ако број е поголемо рековме, ако е поголемо од 0, врати true, ако не, else, проверка е еднакво на false. И враќаме променливата проверка. Малку го сложиме во пример, ама нема везе.
И ајде со еден if или ајде повторно креираме привремена променлива. Bool поголем од 0 или ајде дали ајде биде поголем од 0 точка запирка поголем од 0 прима вредност дали број поголем од 0 и прима параметар. И ајде да го пратиме овој збир овдека. Збир ќе го пратиме. Ова е збир помеѓу 1 и 3 и доколку е поголем од 0, добро, значи има зачувано резултат од оваа функција во оваа променлива. И ајде ќе напишеме еден if поголем од 0 е еднакво на true, доколку поголем од 0 е точно, печати console.writeLine поголем од 0 else console.writeLine помал или еднаков на 0. И ако стартуваме програмата, ќе видиме дека ќе ни се испечати поголем од 0, бидејќи број 4 е поголем од 0. Значи, да разгледаме уште еднаш што правиме. Значи, имаме поздрав од main функција, еве ни се печати тоа, креираме привремена променлива од тип integer, која е збир, во таа променлива го ставаме резултатот од функцијата збир. Функцијата збир ни враќа тип integer, значи цел број, и прима два параметри, параметар 1 и параметар 2, и ни го враќа збирот од тие два параметри. Значи во овој случај параметрите се 1 и 3 и функцијата ќе ни го врати збирот од 1 и 3 што е 4. Значи во оваа променлива ќе имаме бројот 4. Потоа ја повикуваме функцијата печати која прима параметар string. Ние го праќаме параметарот збир кој е тип integer и со функцијата .toString го конвертираме овој број во string. Значи овој збир ќе ни е string во овој параметар. Понатаму во кодот уште се останува integer, но за овој специфичен поекс .string го менуваме да не биде тоа што го праќаме string. И таа функција рековме ја повикуваме и се што прави таа функција е го зема тој параметар и го печати во конзолата. Сме тука. Потоа креираме променлива од тип boolean, која што се вика поголем од 0. Поголем од 0 е еднакво на резултатот од функцијата дали број е поголем од 0. Таа функција е од тип boolean, прима параметар од тип integer, цел број. Имаме привремена променлива која се вика проверка. Проверуваме дали параметарот кој што сме го пратиле на функцијата е поголем од 0, доколку е поголем од 0, оваа променлива и ставаме вредност true, доколку е помала или еднакво на 0 и ставаме false. И потоа ја враќаме вредноста на променливата проверка од функцијата. Значи овдека ќе вратиме резултат true или false и вредноста таа функција ќе ставиме во оваа променлива. Потоа имаме повторна проверка. Ако оваа променлива која уствари резултатот од оваа функција е true, значи ако бројот е поголем од 0, печати овој текст поголем од 0. Доколку е помал или еднаков на 0, печати го овој текст помал или еднаков на 0. Еве доколку ставиме да речеме негативен број, да го собереме со 3, минус 9 плюс 3 е минус 6. Што ќе случи во тој случај? Еве, пошто гледаме поздрав од main функцијата, печатиме минус 6, помал или еднаков на 0 ни се печати овдека, бидејќи бројот кој го пративме, кој беше резултатот од овој број, минус 6 е помал или еднаков на 0. И дечки, мислам за овој туторијал дека тоа е тоа. Поздрав до наредниот.